Цените на зеленчукот никако да паднат, а на зелените пазари тезгите се попразни. Скапите ѓубрива и нафтата вратоглаво ги кренаат цените на раноградинарските култури. Производствените трошоци двојно се зголемија, па сега тешко може да се наплати трудот на земјоделецот. За сега нема најава за намалување на цените, посочуваат откупувачите. Поради нафтата и ѓубривата што се покачија, и сите цени се покачија, тешко да паднат. И работници осте што нема, па и нафтата скапа. Кој ќе вози сега 100 динара нафта? Препаратот што треба да го прска и тој е скап. И не е некој будала да седе тука да работи. Ке рече, вика, ама и там работи у Италија полозите работи, ама земи 2000 евра. Нема тука, нема кој да го продаде. Јаурисо не може да го продадат. Јабуκите не може да ги продадат. Било што. Зелка така се скапа. Не било, со оваа Македонија не било, пропадна. Скапиот зеленчук ги изгоре граѓаните, посебно оние со ниски примања какви што има се повеќе во државата. Велат ако порано единствена надеж за поевтино преживување им беа доматите и пиперките, сега со овие цени им се вистински луксус. Сега взимам по половин кило зависи. Ја и жената сме двојца, сами половин кило, земе за држава. Не е како порано, секој можеше да купе, сега не. Луксус, дефинитивно луксус, не е било до сега вака. Од година во година се намалува производството на градинарските култури. Во споредба со другите години, површините посадени со зеленчук се намалени за повеќе од 30%. Според експертите, руско-украинскиот конфликт ќе нанесе силен удар врз производството на храна, а енормниот скок на цените на енергијата и особено цените на минералните ѓубрива директно ќе го погодат македонското земјоделие.